Случајот станови на Јанкуловска полека се претвори во вистински скандал. Министерката сгазна во жив песок. И како и вообичаено, кога мрдате во жив песок, се повеќе се заглавувате. Особено кога истата сама ги објави документите за незината имотна состојба. Господја Јанкуловска, според документите што ги покажавте за станови вредни 200.000 евра, сте подигнале кредит од Шпарк Хасе банка во вредност од 90.000 евра. Кредитот сте го подигнале на 5 јануари 2012 година. Денес, не цели 2 години од тогаш, од кредитот за отплата ви се останати само уште 15.000 евра. Значи, за 1 година и 9 месеци сте вратиле цели 75.000 евра со 2 административни плати. Во вашиот анкетен лист објавен на официјалната страна на антикорупцијската комисија под графата долгови стои кредит 14.747 евра. Како ви успеа, министерка Јанкуловска? Враќате по 3.500 евра месечно. Како? Или на некој друг начин? Кој е тој друг начин? Што се однесува пак до тврдењето дека станот што сте го имале во 2006 година сте го продале и сте го вложиле како учество при купувањето на становите вредни 200.000 евра, треба да објасните како овие пари сте ги дале за учество во кредит, кога станот што сте го имале во 2006 сте го продале на 27.3.2013 година, а становите сте ги купиле во 2011 година. Како овие пари влегле во учество во купување на становите? Значи сте продале 2 години откако сте се стекнале со двата стана вредни 200.000 евра. Друго пак прашање што не се совпаѓа ниту квадратурата на становите, ниту времето кога сте се стекнале со истите, ако се споредат вашите документи со официјално објавеното од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата. Но за тоа ќе зборуваме понатаму во некоја друга прилика. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија јасно и гласно ве прашува: како и кога се стекнавте со становите министерке Јанкуловска? Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја повикува господјата Јанкуловска за манипулациите со незината имотна состојба и нејасното богатење, додека е на функција да си поднесе оставка. Пак прашуваме, дали премиерот Груевски знаел за богатењето на неговата најблиска соработничка? Го повикуваме Груевски, ако Јанкуловска не даде сама оставка, тој лично да ја разреши. Во прилог ви ги доставуваме оние документи кои што господјата Јанкуловска сама ги покажа на својата пресконференција, меѓутоа не ги појасни. Ова е договорот од станот кој што истата го продала, а го имала во 2006 година, по незиното тврдење. Датумот на продажба ви е 27.3.2013 година. Како парите од оваа купопродажба влегле како учество во купопродажбата од 2011 година? Многу логично, чисто прашање. Благодарам, поведете со прашање. Нема прашање? Што ви кажа колегата Иво на ваквото прашање на пресконференцијата на ВМРО? Не, што ви кажа на ваквото прашање? Го прашавте господинот Иво денеска? Тоа ви го одговори. Значи, ние повикуваме најпрво господјата Јанкуловска да си поднесе оставка заради очигледното неверодостојно презентирање на податоците до антикорупцијската комисија. Очекуваме дека, заради тоа што се ова документи кои што се јавно објавени, како што беа експедитивни во случаеви на покренување на постапки кон председателот на Социјалдемократскиот сојуз, дека ќе покренат постапка и против господјата министерка, а не
за помалку од 1,5 сат да тврдат дека се е во ред. Значи, ова се јавно достапни документи кои што ги објави на пресконференцијата на веб страната, замислете, на Министерството за внатрешни работи, не на ВМРО ДПМН, не на Facebook профилот на Јанкуловска. Министерството за внатрешни работи се инволвира во одбрана на оваа работа, дека антикорупцијската ќе покрене сама. Ќе почекаме, па ќе видиме дали антикорупцијската ќе покрене сама или јавното обвинителство нешто. Ако не е, во спротивно, ние си знаеме како ќе ги поведеме тие постапки. Благодарам.